Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по физичко и здравствено образование. Моето име е Сонја Трифуновска, јас сум оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчево Тетово. На денешниот час по физичко и здравствено образование ќе изведуваме вежби за оформување на телото. Кои се целите кои што ќе ги постигнеме на овој час? Ќе се успособувате правилно и координирано да ги изведувате вежбите за главата, вратот, рамениот појас и рацете, трупот и нозете. Ќе се успособувате да ги изведувате правилно вежбите за јакнење, лабавење и истегнување на телото. И ќе се успособувате вежбите да ги изведувате со определен ритам и темпо. А да започнеме. Пред да започнеме со вежбите, најпрвин сакам да ве прашам нешто. Дали знаете зошто е важно да се вежба? Многу е важно да се вежба, затоа што со помош на вежбањето ја развиваме мускулатурата на телото. Но исто така го стимулираме правилниот раст и развој на телото. Тоа е посебно важно за вас, децата. Исто така, важно е вежбањето затоа што на тој начин ги развиваме моторичките способности, односно кондицијата на телото. И, што е најважно, го јакнеме нашето здравје. Кога почнуваме да вежбаме, секогаш треба да имаме на ум дека прво се започнува со вежби за главата, вежби за вратот, за рамениот појас и рацете, трупот и на крајот се вежби за нозете. Кога вежбате, секогаш кога бројам, ќе го следите ритамот на вежбањето. Ќе започнеме. Почнуваме со вежби за главата. Најпрво со главата одиме напред, назад, значи пака. И сега почнувам со бројање. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега одиме со главата десно и лево. Почнуваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега со главата прво правиме кружно движење надесно. Убаво да го раздвижиме вратот. А потоа обратно налево. Така, со вежби за рацете и за рамениот појас. Сега, прво рацете ќе ги испружите напред, значи ги предрачуваме, а потоа ги шириме. Исто како порано што имаше тесни улици, сега се широки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега рацете ќе ги поставиме на раменици и ги испружуваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Со следната вежба ќе го имитираме движењето на крилјата на птиците. Прво рацете ни се горе, а потоа ги спуштаме надолу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ни се вика вентилатор. Рацете ќе ги расшириме, исто така и нозете, и со рацете правиме мали кружни движења нанапред, како што работи вентилаторот. Одиме сега и назад. Така. Сега нозете ги спојуваме, рацете ги предрачуваме, потоа ги прекрстуваме, прво е десната горе, а левата долу и обратно, и после смена прсти и рацете ги одрачуваме. Значи 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега десната рака ни е горе, левата ни е долу, на прсти сме, и потоа ја менуваме раката
и повторно сме на прсти. Внимателно ќе го следите ритамот со кој вежбам и ќе го слушате броењето. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да се стегнеме убаво. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ни се вика пливање. Како ќе пливаме на суво? Нозете ќе ги расшириме, а со рацете ќе имитираме пливање. Значи, одиме прво со левата рака, па со десната. Нанапред. Исто како кога пливаме. Имитираме движењата само со рацете. И сега одиме наназад. И тука завршуваме со вежбите за рацете. Сега ќе правиме вежби за трупот. Нозете ќе ги расшириме, рацете ќе ги поставиме на половина и одиме 2 пати на десно и на 2 пати на лево со отклонување на телото, односно усокување, вака, значи на десна страна, а потоа на лева страна. Почнуваме 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Нозете не смеете да ги одлепувате од подот, значи да ги мрдате. Само вежбаме со телото надесно и налево. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега ги спојуваме нозете и со телото одиме 2 пати напред колку што можеме и 2 пати го отклонуваме телото наназад. За полесно да ја видите вежбата, ќе ја направам настрана, значи одиме 2 пати нанапред, 1, 2 и наназад 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ќе изведеме така што нозете ќе ни бидат расширени, а телото го отклонуваме прво на десната страна, колку што можеме, а потоа на левата страна. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега исто нозете остануваат расширени, но со рацете правиме како крошна на дрвото и сега ние представуваме како дрво кога има ветер, па се ниша прво на десната страна, а потоа на левата страна. Одиме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дали го следите ритамот на вежбање? 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Следуваат вежби за нозете. Најпрво ќе ја подигнеме десната нога и ќе ја превиткаме во коленото. Потоа истото ќе го направиме со левата нога. Одиме на изменично. 1, 2, 3, 4. Телото исправено да биде. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Во следната вежба, со прстите на рацете, значи треба да ги допреме прстите на нозете, на ногата да ни биде прво десната подигната и испружена, еве вака, а потоа истото ќе го направиме и со левата нога и одиме на изменично. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 и 4. Одиме со следна вежба. Сега ќе правиме вежби со подскокнувања. Исто се за нозете, но со подскокнувања ќе бидат. Сега, најпрво ние десната нога напред, тежината, значи ние на десната нога, превиткана ние во колено, потоа ја менуваме и левата нога ни е напред, превиткана во колено. Одиме на изменично. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Сега малку ќе направиме одмор со една вежба за дишење. Рацете ги подигнуваме, правиме круг и земаме воздух низ нос, а испуштаме низ уста. Испуштаме. Земаме воздух, испуштаме. Земаме воздух и испуштаме. Така. Сега ќе направиме исто така вежба со подскокнувања, при што ќе имитираме скијање. Ќе го отклонуваме телото на десно и на лево со скокање со споени нозе. Рацете ќе ги поставиме тука, како да држиме штаки за скијање во рацете и одиме. Прво, десно, лево, десно, лево, десно, лево. 1, 2, 3, 4. Така, во ред. Сега одиме со подскокнувања на десна и на лева нога. Прво, значи, десната нога ќе ја подигнеме и да видиме колку ќе можеме да издржиме да скокаме на левата нога. Така, и сега менуваме. Така, во ред. Следните подскокнувања ќе ни бидат така што нозете ни се споени, а потоа ги расшируваме, повторно ги спојуваме. Но рацете ни се најпрво долу, потоа ни се горе и плескаме со нив и се враќаме во почетна положба. Одиме, значи, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Малку побрзо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Сега продолжуваме со вежби за рамнотежа. Со раката ќе ја фатиме десната нога, да видиме колку можеме да издржиме да стоиме само на една нога. Добро, сега продолжуваме со другата. Добро е. И сега, следно ни е да трчаме во круг. Но бидејќи во домашни услови, тешко дека ќе можеме да трчаме во круг. Немаме спортска сала, туку сме во нашата соба и затоа ќе трчаме во место. Да се подсетиме кога трчаме, дека рацете ни се превиткани во лактите и дека ни се покрај телото. Ајде, започнуваме. На даден знак, кога ќе плеснам со раката, треба да клекнете долу. Така, продолжуваме со трчање. И уште еднаш. Одлично, деца. А сега да повториме што научивме на овој час по физичко и здравствено образование. На овој час научивме како правилно да ги изведуваме вежбите за главата, вратот, рамениот појас, рацете, трупот и нозете. Исто така, правилно ги изведувавме вежбите за јакнење, лабавење и стегнување на телото и тоа го правевме по зададен ритам и темпо. Како што јас броев, вие така вежбавте. Се надевам дека ви беше интересен овој час и дека правилно ги изведувавте вежбите. Јас би ви препорачала оваа видеолекција да си ја пуштате секое утро и да ги извежбате овие вежби, затоа што после денот ќе ви биде многу поубав. Се гледаме во следната видеолекција. До гледање, ученици!